Почитувани, добре ми дојдовте во 1093-тото поред издание на емисијата Спортодром со Мики. Надвор времето врнежливо, меѓутоа за спортистите нема премногу жешко, премногу ладно, дожд и такви работи. И да врне и да вее, спортистот секаде се бори за боите на клубот кој што ги брани. Значи, знаете, концептот ист, како пред 1093 емисии, говориме за настапите на нашите спортисти и спортски колективи во градот, во општината, во регионот, во државата и нормално. Ако имаме меѓународен спорт и него ќе го споменеме, меѓутоа акцентот го ставаме на нашите спортисти и спортски колективи. Ке имаме и гостин во студиото, во вториот дел од емисијата. Гостинот стручњак, како така можам да кажам, пред се заради фактот што е дел од кошарката, значи ке говориме за кошарката. И да бидам уште попрецизен, да ве држам во неизвестност, ке говориме за женската кошарка во Кавадарци и во Македонија воопшто. Меѓутоа да си почнеме ние онака како што почнуваме и секојаш. Со фудбалот. Прва македонска фудбалска лига, 9-то првенствено коло, резултати. Силекс Тиквеш 1-0, Македонија Ѓорче Петров Арсими 4-1, Шкупи Работнички 1-1. Прв бод за Шкупи. Брера Башкими 1-1. Во дербито Вардар Струга 2-2. Колото денеска го затвораат во Битола, Пелистер и Шкендија. Табелата по 9 кола изгледа вака. Струга има 23, Вардар 21, Шкендија 20. Ако тетовчани победат во Битола, ќе се изравнат со Струга на врвот на табелата. Силекс е четврти со 18, Башкими има 15, Македонија Ѓорче Петров и Брера имаат по 12. Следуваат Арсими и Тиквеш со по 8 бодови, Пелистер има 6, а Работнички 5, Шкупи има само 1 бод. Што да кажеме за надпреварот Силекс Тиквеш? Многу рано примивме гол, значи уште во 9-та минута, потоа воспоставивме рамнотежа на теренот, на моменти дури бевме подобар противник, имавме своји шанси, меѓутоа а реализацијата ни затајува. Една добра работа има во сето ова, што во наредните 2 недели имаме пауза репрезентативна заради настапот на македонската фудбалска репрезентација во квалификациите за Светското првенство 2026. На 10 октомври гостуваме во Белгија, на 13 дома со Казахстан. Следното првенствено коло се игра на 19 октомври, а во него се среќаваат Скопска Пресметка, Работнички, Македонија Ѓорче Петров, Башкими Шкупи, Струга Брера. Дербито ќе го одиграат Шкендија и Вардар. Силекс повторно игра на домашен терен и тоа со Пелистер, а Тиквеш во Кавадарци го пречекува Арсими. Победа и само победа. Оваа двонеделна пауза добро ќе дојде за консолидација, за залекување на повредите, рехабилитација и таквите работи, да се согледаат досегашните грешки, а нема што да се согледа. Ни фали реализација и што знам, ни фали оној среден ред, везен ред кој што треба да подели употребливи топки за нашите напаѓачи. Тоа е оно што ни фали. Тоа беше за првата македонска фудбалска лига.
одиме со втората македонска фудбалска лига, таму се одигра 7-то првенствено коло. Еве ги резултатите. Скопје Вардар Неготино 4-1. Скопје е осетно засилен за оваа сезона, за оние кои што не знаат. Слога Виница Осогово, значи Виница Кочани, дерби на истокот, 0-1. Охрид Брегалница Штип, на некој начин ова беше дерби, 0-0. Детонит Плачковица победа Прилеп 3-1. Саса Каменица Тетекс 3-3. Најголемото и најпријатно изненадување го направи тимот на Големо Конјари. Победи со 1-0 против фаворизираниот тим на Кожув. Кожув направи ептен голем кикс. Не ги знам составите, да не дојде после, абе отидовме ние со деца, мислевме ќе победиме и им се врати како бумеранг. Преспа Новаци 0-3 и уште едно изненадување, Беласица вчера, инаку второлигашите игра во сабота, а Беласица вчера под рефлектори во Струмица го пречека тимот на Шкендија Рачиново и непријатно беше изненадена бидејќи загуби со 0-1. На табелата во втората лига водат Брегалница Штип и Шкендија Рачиново со по 17 бодови. 16 има Беласица, Скопје има 14, Детонит Плачковица и Новаци имаат по 13, Кожув и Охрид по 12. 10 бода собра Осогово, Саса и Тетекс имаат по 7, Вардар Неготино 6, па следува победа со 4, Слога Виница, Преспа Ресен имаат по 3, Големо Конјари 1 бод. Трета лига Југ, четврто коло. Пардон, пред да преминем на трета лига Југ, да ги кажам и паровите за следното коло во втората лига, таму нема пауза. На 11 октомври Кожув Детонит, победа Слога Виница, Осогово Беласица, Тетекс Шкендија Арачиново, Саса Преспа, дербито ќе го одигра Брегалница Штип и Скопје, Новаци ќе го пречека Охрид, а Вардар во Неготино на нивната Цвај арена го пречекува тимот на Големо Конјари. Можно за нови бодови, освен ако повторно не бидат изненадени. Сега трета лига Југ, четврто коло. Башкими Росоман, дерби на колото, само 1-1. Дреново Бучин 1-1. Венец Тополка 4-0. Победа за Венец, меѓутоа прв бод за Дреново. Млекар Борец 0-3. Ултрас во Прилеп беше непријатно изненаден од екипата на Влазними Јуниор, загуби со 3-6. Превалец ја оправда фаворитската улога, на домашен терен играше со Младост Кривогаштани, Превалец славеше со убедливи 7-0. Пито Гули беше слободен, знаете, Слога Лажен и се откажа од ова надпреварување. Во следното коло, Борец Венец, Слога Млекар, значи Млекар ќе биде слободен, Младост Пито Гули, Младост Кривогаштани, Пито Гули Крушево. Влазними Јуниор Башкими, Тополка Ултрас, Бучин Превалец и сега комшиското дерби. Росоман Дреново. Росоманчани се фаворити, а така вели и табелата. На табелата во третата лига Југ води Борец со 9 бодови пред Росоман со 8. Борец има 3 победи и 1 пораз. Поразот, ајде ке кажам, и гол разлика, 14 дадени, 1 примен. Токму тој примен гол е причината за поразот, единствениот на Бореца го има од Росоман. Второпласираната екипа, која пак има 2 победи и 2 нерешени средби во 4 одиграни кола. Превалец Пито Гули, Ултрас и Влазними Јуниор имаат по 7 бодови.
Башкими Јеболчиште и Бучин имаат по 5 боди, Башкими од Јеболчиште. Венец дојде до 4-тиот бод, прва победа сезонова, имаат една победа, една нерешени, два порази. Младост има 3 бода, Дреново, Млекар и Тополка се со по 1 бод, кажав, Слога Лажани се откажа од ова надпреварување. Сега од фудбалот, кажав, двонеделна пауза, ќе видиме што ќе се случи, како ќе се случи. Има некои муабети дека за време на оваа двонеделна пауза можно е да се организира и меморијалот Вуко Каров. Ќе видиме, ќе видите благовремено известени за сето тоа. Ракомет, машка ракометна Суперлига, 6-то првенствено коло, резултати. Еврофарм Пелистер 2, значи вториот тим на Еврофарм Пелистер, ГРК Тиквеш 17-23, победа на Тиквеш. Еврофарм Пелистер, шампионот против Охрид во дербито 33-27, ни Д од дерби. Радовиш Вардар 27-33, Прилеп Струга 34-26, Куманово Алкалоид 21-35, колото завршува утре со скопската пресметка помеѓу Бутел и Тинекс Пролет. Еве како изгледа табелата во ракометната Суперлига. Вардар има 12, Алкалоид 10, Пелистер 9, Бутел има 8, што значи ако слави со Тинекс, со Пролет, Бутел ќе има 10, ќе се издржи со Алкалоид на втората позиција. Охрид има 7 бода, Прилеп и Пролет по 6, Тиквеш и Еврофарм Пелистер имаат, Еврофарм Пелистер двојката, имаат по 4 бодови, Куманово и Струга имаат по 2, Радовише без бодови. Следното коло треба да се игра на 11 октомври. Двојките Струга Куманово, Охрид Радовиш, Алкалоид Бутел, Вардар Прилеп, Пролет Еврофарм Пелистер 2 и во Кавадаци Тиквеш треба да игра со Еврофарм Пелистер. Овој надпревар е под знак прашалник кога ќе се игра, дали ќе се одлага, бидејќи колку што знам јас, на 11 октомври Тиквеш во Турција треба да игра со шампионот на Турција Бешикташ во рамките на ЕХФ Еврокупот. Па потоа следува реваншот за 7 дена. Во меѓувреме реков треба да се одигра надпреварот со Пелистер, најверојатно овој надпревар ќе се игра нешто порано или подоцна, ќе видиме. Чисто информативно да ви кажам, младинците на Тиквеш загубија од Бутер 38-32, младинците на Вардар Неготино дома загубија од Куманово 19-37. Загубија и пионерите на Тиквеш, и тоа на гостувањето кај Алкалоид со 25-10. По првата машка ракометна лига овде нема да гледате резултати, табели, такви работи. Чисто информативно ви нафалам да бидете во текстот настаните. Прва машка ракометна лига, 4-то коло, Вардар Неготино и Ехона 39-25. Пепи Манасков прави одлична работа. Пепи Манасков, инаку легендата на македонската ракомет, е тренер, шеф на стручен штаб на Вардар Неготино. Овче Поле Кичево 44-25. Македонија Ѓорче Петров Младост 29-32. Партизан Текстилец 41-37. 78 голови на еден надпревар. Мултиесенс Аеродром 34-27 и Преспа Шампион 32-26. Драчев јуниор беше слободен. Мултиесенс води на табелата со 8 бодови, Младост, Драчево јуниор и Вардар Неготино имаат по 6. Следуваат Јехона, Партизан, Овче Поле, Текстилеца по 4, Аеродром и Македонија Ѓорче Петров имаат по 2, исто колку и Преспа, Шампион е без бодови, а Кичево има минус бод. Сега, Суперлига жени, да не ги заставиме нив, 4-то коло, 2 резултати, Чаир Спартак 36-23, Ѓорче Астибо 41-12, не се играат средбите Куманово Вардар и Пелистер Металург. Само да кажам дека Чаир и Куманово
кажа збогум на ракометна Европа, доживеа порази и во реваншите, но тоа не важи за Металург и за Комета, односно Ѓорчо Петров, поранешен Комета. Металург два пати беше домакин на луксембуршкиот Диферданж, во вториот надпревар 31-24, во првиот 40-25. Ова беше трето коло, односно се пласира во третото коло ДХФ Еврокупот. Жребката е утре, вторник. Прва лига жени, само да кажам, во Суперлигата води Чаир со 8 бодови, пред Ѓорче и Металург кои имаат по 6. Во првата лига жени, Јехона Овче поле 11-33, Стружанка Атлетик 20-37, Деспина Ѓорче 2, 25-28. Во првата лига води Овче поле со 6 бодови, колку што има и Атлетик, по 4 има Ѓорче Петров 2 и Деспина. Пред да почнем со кошарката, да ви кажам една информација, да не ги заборавам, бидејќи ми се случува тоа. Изминатиот викенд се одржа меѓународниот карате турнир Струга Опен 2025. Тоа е на 5, односно вчера. Во спортската сала, спортски центар Тими во Струга се одржа Струга Опен. Учествуваат 460 надпреварувачи од Македонија, Албанија, Косово, Црна Гора, Бугарија. Карате клубот Сансаи Метал Апостолов од Кавадарци на ова надпреварување освои вкупно 7 златни, 1 сребрен и 5 бронзени медали. Златни медали освоја Ката тимот екипно женски кадети јуниори во состав Ѓорѓиева, Златковска, Димитриева, Камчева. Ката екипно женски родени 2012-2013 во состав Трајановска, Стојанова, Атанасова, Витанова. Марија Димитриева, ката индивидуално женски за родени 2012. Ева Трајановска, женски родени 2014. Ангел Митев, машки родени 2015. Давид Јанески, машки родени 2015 и Ангел Митев, машки родени 2016. Значи овој со една година повозрастни се настапуваше. Сребрен медал освои Викторија Ѓорѓиева, ката индивидуално родени 2012. Бронзени медали освоја машкиот ката тим родени 2015-2014 во состав Димитров, Митев, Јаневски, Трајановска. Викторија Златковска поединечно родени 2012, Марија Стојанова поединечно родени 2013, Јана Атанасова 2013 и Боријан Димитров, ката индивидуално машки, родени 2016. Сега реков, ке говориме за кошарката. Пред да ја повекам гостинката да влезе, чисто информативно ќе ви кажам што се случи на кошаркарските терени изминатиот викенд. Се одиграа надпреварите од првото коло во машката кошаркарска, сега се вика Супер Лига. Гостивар, предводен од Љупчо Малинков, загуби на домашен терен од Тиквеш Голден Игл, предводен од Атанас Манев. 67-81 славеше нашиот тим. Кавадаречкиот. МЗТ мака мачеше со Маđари на Вајлијата во лигата 77-70. Чаир го загуби дома од Куманово 74-85, одлична игра во одбраната одигра Кумановчани, немаа решение за тоа чаирчани. Кожув ТФТ 79-87, Феникс лесно ги доби Ангели 79-62 и во дербито требаше да биде дерби, работнички Пелистер. Меѓутоа работнички има казни неплатени, забрани за регистрирање на странски кошаркари и мораше да игра по наше кажано со децата и убедливо загуби 75-115. Следното коло предстојниот викенд Куманово Маđари, Пелистер Чаир, Ангели Гостивар, МЗТ Феникс,
дербито Скопско и тоа треба да го одигра ТФТ и Работнички, ако се консолидира Работнички, ако не се консолидира, тогаш ништо од дербито. Во Кавадарци идниот викенд доаѓа тимот на Кожув од Гевгелија. Првата женска кошаркарска лига стартува следниот викенд, но за тоа ќе имаме и стручен соработник. Еве на назад во студиото, драги мои, 1093-то издание на емисијата Спортот до Русамики и стигнавме до кошарката. Специјален гостин денеска во емисијата, членот на женскиот кошаркарски клуб Про Баскет од Кавадарци, репрезентативка на Македонија, што се вика до вчера играше и за кадети, и за младинци, и во сениорскиот тим. Нема појма колку утакмици има изиграно, бидејќи знаете како е кај нас во македонската кошарка, статистиката ни е слаба страна. Ама јас ки посекам добре дојде на Бранкица Мегленова. Добро ве најдов. Ученичка во спортската академија, заборавив да кажам, да не мислам на луте професорот Дарко Цеков. После треба пенали да плаќам. Бранкице, тие што не те знаат, сега ќе те запознаат, тие што те знаат, тука нема потреба. Меѓутоа, мене лично ме интересира од каде желбата ти лично за кошарка. Зошто не некој друг спорт? Па бев запишана на многу други спортови и дедо беше тие што ми кажа оди запиши се, пробај, ако не бива, не бива. И така почнав со кошарката, се откри тоа нешто у мене. Дедо Јане, да биде често и дедо Јане да го поздравиме, да не се луте он. Да. Кога прв пат почна да играш кошарка? Почнав во второ оделение, бев многу мала и заедно со сестричката сами се тренираме. Ти си била второ оделение, сестра ти била забавач. Па да. Мислам 2 години сте разлика, ако не се лажеме. Кај почна, кај тренираш? Кај Митко Каровски, тренирав, почнав кај него и беме сами во сала, јас, Ангела и он и сами се тренираме. Ме интересира, сепак ти се уште си млада, и некој да ви кажам, Бранкица е 2008 годиште, значи уште не си ни полнолетна, што се вика. Меѓутоа настапува на центарската позиција, односно силно крило по некои модерни називи. Дали и тогаш, во второ оделение, трето, беше највисока или? Не, наеднаш... Или после Дедо Јано те тегнеше за уши, тоа да порастеш најад? Не, наеднаш извишив, така. Добро, како дојде па до соработката со Про Баскет? Па, тренирав кај Методи Каровски и, не знам, се пронајдов со тренерот Татанас и немав лига ваму у Јамбор, понешно Трокал. И одлучив дека таму е подобро да играам младенска лига, тука кај сум сега и... Дали Насе Димов одма ти даваше шанса или полека, што викаме ни? Па, не бев толку добра, кај него се истакнав и ми дади големи шанси да играам, ето што тогаш прва лига. Значи, како се вика, ти си била талент, а Танас Димов те делкал за да те направи тоа што си сега, нели? Добро, се сеќаваш на првата утакмица? Првата официјална утакмица па немам многу сеќавања од тогаш, ама гледаш тие статистиките колку некои се битни, без разлика сега, сепак си се уште млада, ама кога ќе станеш повозрастен и го трчеш, ја играе кошарка, појма немам колку такмици изигра, појма колку коша дадев. Тоа стварно не го знам, од има многу изиграно. М16, М18, сениори. Да. М14 не. М14 фанав една година. Фана една година. Да. Добро.
Од оваа година, од оваа репрезентативка. Да, од ова, официјално. Официјално. Беше на европско, Да, на европско првенство Каде? во Литванија. во Литванија, Да. со репрезентацијата до 18. Да. Така? Да. И добро, не прашувам што направивте таму, бидејќи скаран со тие резултати на младински категории, машки, женски, во сите спортови, гледам нешто слабо ни оде, ама нема Не, да после знам. неколку години прва победа ни беше, така да освоиме нешто, ајде. Луѓе се родуваат прва победа, они изгубивате 50, они се родуваат прва победа. Добро. Секоја чест ако продолжиме во тој ритм, ете, прва Да. победа. Меѓутоа, често пати се случува, поготово кај вас во младите категории, играме со, што знам, кошаркарски анонимуси, под знак прашање дали воопшто имат кошаркарска лига во државата, ама не тресат, не тепат кога сакат и како сакат. Истото беше, нели, со вашата. Меѓутоа, интересно е што од оваа ваша М18 директно се скока во сениорската Да. репрезентација. Да. Вие немате М20 или Не. М21 такви работи. Имаш време уште до сениорскиот тим, меѓутоа уште оваа година имаш право да играш во 18. М18, така? Сари до март месец имаш право. Да. Од март немаш, чути, да може нема да дознаат, ама ајде. Сестрата заради тебе почна да тренира или Па, ајде да не одиш до сама еве ја. не, заедно двете дедо не однеси први, сами се пронајдоме у Знаеш што ме интересира? Еве, лично знам дека дедот е редовен на кошаркарскиот надпревар кога е слободен, одма да напоменам. Иако тој ретко е слободен, ама редовно е на кошаркарските надпревари. Некако во салата, без разлика партизан или јас, ми фалат тие родители, баби, дедовци, стрина, вујна, комшики, другари, другарки, некако слабо доаѓаат на утакмица. Оставија другата публика. Сега не зборувам само за тебе, него правам обид за сите девојчиња, конкретно, Да. за пробаскет. Мама, тато ги нема нигде, баба, дедо ги нема нигде. Што прават? Пинџур провеле, на војсто биле береле. Што е проблемот што родителите не доаѓаат да си ги бодрат децата, да видат, ајде да не правиме муабет за тренинзи, доде да види кај му оде детето, што прави, тренира или не тренира, може нешто сосем трето прави, може лажат дома. Ја одам на тренинг, че дојдем на тренинг, го нема нигде. Што е проблемот со родителите? Имаш ти така проблем? Па, јас немам проблема, ама знам за моите, например, некојаш се презафанати и си известени за секоја утакмица, тренинг и за што и да е Го било. закачиш на фриждерот. Траја, вечер во 8 утакмица има. Не, ја му пишам само. И така, дедо секојаш се ослободува, сака да ми биде најголема морална поддршка. Он е тука за мене секојаш што и да треба, он е прв што ќе пристапе тука. И ете сака да ме гледа. Ако треба и судијата да го натепа, ќе го натепа, не е правда. Па, обавезно. Стварно ми е кејф кога ќе видам, еве, кога бевте со онаа генерација, сега веќе се разделивте, нели, Лиле Миткова, Анастасија, Бошкова, Љубица. Нивните родители доаѓаа на надпреварите и беше чејф да седнеш во публика со нив, да си правиш муавет, коментари вам. Меѓутоа, на овие другите некако ми фалат. Баш за тоа велам, таа публика ми фали. Мама, тато, стрина, вујна, комшика, комшија, школскиот класот, од пријатели, другари од градот, што се вика. Тие ги нема нигде. Ај, може би, кај вас девојчините, тоа другарките, може и да дојдат, ама... Па не знам дека се многу зафанати и со работа и сега не се пристига. Па нема што да кажам за тоа. Имам една случка, родител на една кошаркарка вели, мора да има еден од фамилијата, вика, у публика. Невеста е, вика, зафаната, вика, мораш јас да дојдам. И ја му викам, не мораш. Черката е во прашање. Ти не мора да дојдеш, ама дојди за черката. Да ја видиш ти што викаш морална поддршка како што ти тебе деот. Е сега Ангела е 2010 годиште. И она е репрезентатив, како не се лажам.
Да. Мада оваа година имаше проблем, Да. здравствен, да кажем, модно. Имаше повреда и не беше со репрезентацијата. Уствари беше во Беше на список, ама- припреми. Да, беше на подготовка, меѓутоа се повреди Да. и за жал не отиде со репрезентацијата. Не добива толку можности, можеби сега во новата сезона ќе добие многу повеќе можност Ангела, меѓутоа во овие помладите категории како стои? Твоја оценка, како постара Моја сестра? оценка? Да. Минатата година не се покажа многу добро, дојдоа од лига кај што беше М14, што се играеше без одвојување, без зона, без такви работи, дојдоа кај нас не спремни на тоа што ги очекува М16, со тоа што таа лига бара се, они што го немаа. И му беше малку тешко да се навикнат и да се вклопат, ама сега супер владеат со тоа, така да. Онаа генерација ми се чини со Со Дијана. сестрата на Љубица, Бошкова, Јорданка, Не, она е со мене генерација. Да. Јорданка Да, Бошкова. Јорданка, Да. Дали се случува Ангел да побара, ево сега пример, треба да играат М16 и да дојде да рече, може да доде, овие кои си имаш ти игри едно порано со нив, ти си нормално повозрасна, ама си ги надживеала тие М16-ки, за совет, како да игра, што да игра, добри се, не се добри. Да, и она ме прашува мене нон-стоп за како мислам, што да правам и сум еден од поголемите мотиватори за утакмици и за било што и да е. Играј само за М16 Ангел или? Не, и М18 И М18, уклучена, да. Ти си исто така во М18. Да. И се дешава ли да се најдете заедно на терен? Да. Дака, заушка и Фанија, што таму ми трчиш? Не, таа се Не кажува исцрка за само. време на утакмица? Не. Како беше на тренинг се учи, не се учи на утакмица. Да, како на тренинг, така на утакмица. Така. Ај, додека сме тука со овие М16, М18, уствари за тебе првата лига уште не е почната, односно женската прва лига, сениорска. Меѓутоа, вие веќе стартувате со надпреварите овие М18, така? Да. Кај игравте, што игравте? Игравме во Штип со Тим Арена, беме поразени на страшен начин, не добар. Тоа се мисли судиска кражба, а да не речеме лакардија. Па, така е. Да. Може ли прва четвртина 4 лични, 3 лични да изсвира? Ама може, тоа е најтона перфидното судиско однесување, најдобриот кошаркар, 3 лични у прва четвртина, после си завршил, судијата си ја заврши работата, нема потреба не. Да. А колку коша му даде? Уинат? Па уинат, до 30 стигнаваме. И морам да ви кажам, малку сум изненаден, особено што станува збор за девојки. Вие девојките важите за демек, многу сте, како да кажам, не попрецизни, него за разлика од машките сега говорам. Машко не го интересира. Може че праша после така тренер колку коша даду, и што ви женските за тоа сте онака поспецифични. Јас си реков, дури некои од вас ќе се водат евиденција, меѓутоа ништо, стога на фактот што у текот на сезоната еве лани 7 и 7 14 и после игравте Евролоџа уште 7 21 22 кола сениорски, ако не се лажа. Плюс тука се М18, М16 околу 10 на 15 кола и уште 10-15 околу 3, значи околу 50 такмици у сезона имаш. Да. Зборувам за сезона. Да. Конкретно 2024-2025. Меѓутоа, ова е апел и до сите кошаркари и кошаркарки, запиши си што те кошта, си дојдеш после такмицата, си истушираш, че седнеш тефтера трп и си пишеш. Игрееме со тие и тие, ја даду 10 коша, имав колку скока имаш? Дабл-дабл? Тоа не знам. Да, ја мислам дека дабл-дабл имаше. Волку скока има, волку асистенција, сега асистенција ако има арва, ако нема не мора. Скоковите се битни, поените нели. Ако знаеш кои суделеци го запишеш и тоа,
затвораш тефтер, чекаш наредна такмица и утре чек да ги пребројам. Или ти ставаш однапред 1, 2, 3, това ми е 100-та утакмица. Примерот сега ќе го дадам, Тодор Златев, капитенот на Теквеш Голдан Игл, и он сиромашкот не знаеше, меѓутоа татко му води евиденција и ми доаѓа еднаш на утакмица и вика, Мики, кажи на Тоше, ова му е 100-та утакмица од Дресно Теквеш, сениорска. Од кај знаеш, знам дека не водам, си водам, вика, ја евиденција. И сепак, по-друго е чувството кога ќе речеш, Бранкица го одигра 100-тиот надпревар од Дресот на про баскет и ќе рече, браво Бранкица. Па Бранкица ќе рече, ја веќе имам 100. Може би имам најмногу од Дресот на про баскет. Згорано тоа, сега шо знам, Софи Стоева е, според мене, рекордер по број на настапи, бидејќи сега малце по-возрастна за разлика од вас, меѓутоа пред тебе и днината. Дали кошарката влијаеше на фактот да се запише на спортска академија? Па имаше големо влијание врз мене, јас го сакам спортот и затоа и сум спортска академија. Да не имаше нешто од мама, тато, медицина, ова, или... Имаше, ама моето мислење беше... Пресудно. Да. Што ќе кажем, ја тоа е. Па јас се учам. Ако ви се свиѓаат, некој ве врт. Да. А Ангел? И Ангела е исто спортска академија. Исто на спортска академија. Супер. Значи си терта, ти си веќе која? Јас сум трета. Трета. Да. Ангела е прва. Да. Предпоставувам. Тук сте две. Она е 2008, Ангела е 2010, значи 2 години разлика. Да. Не е до толку сега да речеме талентирано, дај Боже да е Ангела, па да биде две за едно да зима. Одигравте, колку што знам, и еден пријателски надпревар со Вардар. Сега пред сезона. Да, имам поише одиграно пријателски надпревари, да. И се покажаваме доста добро и очекуваме многу подобри резултати од минатата година. Бар за сеньор. Имате нови имиња во клубот или? Па да. Мислам, засилувања, појачања, да не рекам. А и за тие што не знаат или за тие што заборавиле за она што го зборев пред некоја емисија со Атанас Димов, Теа Митрова на некој начин се враќа во клубот, наша кавадарчанка, се врати Сара Петровска. Да. Таа беше во Бадел. Во Бадел беше. Како се вика, уште едно што дојде? Мартина. Мартина. Добро, и Мартина е релативно млада, 2004 ако не се лажам. Не знам кој точно. Имате и странско засилување? Да. Од каде? Милица Јовановиќ, која што е Мица е веќе наша, таа не ме рачуна, Чао, може ли ни туку уште малку типа Милица? Мисчина американка имате? Да. Ще ги бидели? Мора да ги биде. Мора. Остана Софи Стоева како најискусна. Да. Тука е Ангела, тука ја спомнавме Јорданка Бошкова, тука е Лилто Ѓорѓиева, Да. тука е Лилто Велкова, Александра Богоевска. Александра Богоевска. Има ли некој да не е спуштан? Спасова е тука. Цветанка Спасова и Бојана Сапунџиева. Сапунџиева е тука. Ми фала две. Ми фала две. Ајде, правиме муабет, ја ќе се набирам да ги најдам. Пред да почне емисијата, ја и ти направивме еден муабет, има промени во возниот ред. Значи, требаше да стартувате на 11 и сепак ќе стартувате на 18 октомври. Да. Фактички пред избори. Да. Прво коло? Прво коло со Бадал дома. Со Бадал? Да. Ајде, може да ги тепнем, може да ги добиеме. Може да ги тепнем. Да. Второ коло? Второ коло, Спортим, да. Спортим, меѓутоа Спортим и тие се соодветно засилени. Да. Меѓутоа, јас мислам дека наша предност е поквалитетни домашни македонски кошаркарки во составот на Пробаскет. Можат
Не, дај Боже да не е така, меѓутоа често пати се случува странските кошаркарки да бидат екстра квалитетни, како на пример да речеме што американките оваа година у Крива Планка. Да. Они имат екстра квалитетни американки и самите тие две кошаркарки може да тепат било кој противник. Меѓутоа, јас се надевам дека нема тоа да се случи, со на фактот што имате убав распоред, прво коло Бадал дома, второ коло Спортим гости, трето коло Патриот. Иде овде делчо, па му одиме на МЗ-та. Да. МЗ-та оваа година нема нешто за силување појачања до стартот на сезоната. Играш на позиција, кажав, центар, меѓутоа високо крило, силно крило, како сакат нека речат. Памтеше на кој утакмица имаш дадено најмногу коши? Па не памтам, ама сите утакмици со глобала поише тука. Добро сега, овие младински М16, М18, како стоеше таму? Има ли некоја утакмица кај што имаш дадено да речеш 50 коша? Па не, до толку не сум стигнала уште, ама има утакмици кај што моите перформанси се поголеми од... И сега морам да те прашам, како дојде да влезеш ти во составот на репрезентацијата? Па... Доби официјална покана, како се века тоа, или? Нашиот тренер не пријави и беме... Да, бевте ти... И јас и Лили Ѓорџиева. Требаше да дојде и Алека, ама испадна некоја работа умеѓу време, додека траеше тој подготовки тие за репрезентација. Гледаш, не биле две, три биле. Прво Душица Мицева, не ја кажавме, че Душица Мицева и ти и Бранкица Мегленова се буквално носители на овој бран на млади кошаркарки кавадаречки, кои што допрва треба да ја носат играта на кавадаречките клубови. Ми фали Борјана Грижева. Таа не е уклучена во средњорска. Регистрирана за вашиот тим. Ја читам листата на играчи регистрирани. И Дијана Ѓорева. Сега ќе ми рече Бранкица, поимене која е таа. Не. Знам. Значи, Лиле Велковска ја кажавме, Богоевска ја кажавме, Ѓорева, Грижева, Мегленова Ангела, Сапунџиева ја кажавме, Спасова ја кажавме, Мицева, Душица, Мегленова Бранкица, Бошкова Јорданка, Лиле Ѓорџиева, Мартина Блажевска, Софи Стоева, Сара Петровска и Теа Митрева. Тоа е листата на регистрирани кошаркарки. Ти си репрезентативка, на поширокиот список годинава беше и Лилите Ѓорџиева, Да. Ангела е репрезентативка, Душица е репрезентативка. Да. И Дијана? Ѓорева. Дијана Ѓорева? Да. Во? Во М16. Во М16, Да. така? Не сум знал, да не сгрешаме нешто за тоа. Тоа ми беше прашањето, има ли уште некој во репрезентацијата или... Па, тие сме до сега што сме биле. Душица е 2009. 2009, Да. значи она оваа година можеше да игра за М16. М16 беше оваа година или? Да. М16. Меѓутоа, од оваа година, ако влезете, дај Боже да влезете двете, ќе си играте во иста, во М18. Да. Морам да спомнам дека Душица добиваше малку поголема минутажа за разлика од тебе, кога станува збор за репрезентацијата, меѓутоа тоа не е ваша вина, не е тоа за тоа што ви не сте доволно квалитетни ово, тоа се е работа на селекторот. Секогаш има миленичиња околу селекторите и тренерите. Има ли милениче Атанас Наседимов? Не, Меѓу кај него сите сме исти и сите не гледа како едно, така да. Да, меѓутоа кога црка на утакмица ставно Бранките! Не. Бранките! На сите се дере. И тие што не е крив и ставам. Епа, тоа сакам да прашам, видиш. Крива Планка, Баскет Кам, Бадел, Вардар, МЗ, Патриот, Пробаскет и Спортим. Тоа е составот на прва лига жени. Да. Меѓутоа има и втора лига. Шкупи, Охрид, Ринија, Тим Арена, Гевгелија, Гостивар и Струве.
7. Сакам да прашам, има ли кај вас промени во системот на надпреварување? Во М18 има, сме една група. Една група Да, сте сега? и сме 9 екипи, со кои после играат првиот со 8-миот, вториот со 7-миот. Аха, значи играете првен 16 кола, нели 9 екипи, 16 кола. Да. И после разигрувате први со 8 на една добиена ли? Не знам уште, А 9 испаѓа? да. Добро. У сениори нешто промени да има ли? Мислам дека не. на надпревари. Остануват исто онака 8 екипи, 14 кола, па после разигрувате 1 со 8, 2 со 7, така? Добро. Нема намери, нема нешто муабети за проширување на лига, за намалување на лига? Не. Сега тебе те е интересно затоа што ти М16, М18 сениорски, си имаш доволен број на надпревари. Но што мислиш ти, дали е доволно, што знаме, 14 утакмици, не се 14, 20 утакмици во женска кошаркарска, најелитно надпреварување што го има. Дали се доволни тие 20 надпревари или треба да има малци повеќе? Ајде да не викам многу повеќе, малци повеќе. Па според мене се многу малце за тие, за цела сезона, ама и јас си учествувам и у други, така да... Како стоиш ти со повредите, си имала ли повреди? Па имав повреда еднаш на коленото, ама тоа беше... И сега, Многу краток период. вака на ладно, на промена на време те врти? Не. Не. Немам проблеми со него, више се управив скроз. Предпоставувам, бидејќи станува збор за центар, играш на центарска позиција, и знаеш, оно постојано си во горе-доле скок. Да. Лошо си згазнала на нечија нога, си свртела зглоб, што те ја знам. Знам колку тие повреди може да бидат болни, и незгодни, да треба малце подолг период на рехабилитација. Еве, например, и твојата сестра имаше една повреда, меѓутоа она малце подолго ја влечеше повредата и малце подолго и треба да се врати во ритам, ако не се лажа. И душите исто така имаше една лоша повреда, особено предниот вкрстен, и каже збогом за едно 6-7 месеци. Че се управат, еве, се управи ангелот, се управува и душица, така да... Ако стигне покана, искрено сега, нечу лаге, ако стигне покана, например, му се јават на делот и му речат, Јано, де таа твојата члука да зеиме кај нас у клубот, што знам, у МЗ-та. И? Че прифатиш или не? Па, не знам, би се размислила за тоа. Женска, у Скопје да. Скопски тим ја бара, одма. Има една поговорка, да не ја заборавиш никош, подобро прв у градот, отколку последен у селото. Пример давам. Ти си сведок, бидејќи беше дел од таа атмосфера, Леле Миткова, Љубица Бошкова, Анастасија Тодорова, кај си сега? Па, Љубица... Преминаа една во Бадел, една, не знам, Вардар или кај беше? Вардар е. И знаеш што се прави сега во Скопје? Деве, вие, да извиниш, вие од целото ќе ги пуштаме да играат, нашите деца ќе играат. И нормално дека некоја со 2 леви нозе ќе пушта да игра, Бранкица ќе играе клуб. Но тоа убаво треба да размислиш ако стигне покана и ако стигне покана од соодветна екипа. Ако стигне покана, да речеме, Делчо, Патриот, таму Љупчо знае лесно да си ги ангажира сезона за сезона кошаркарките, ќе дае, што ќе му рече, пример давам сега, Атанајсто и Деот и Јано ќе му речат, дај 5.000 еври, ќе дојде да играе Делчо. И никад нема да бидат меѓу првите 3, 4, 5 екипи, нормално зависи и составот на екипата. Дали у договорот ќе вклучиш да речеш, ако идам ја да дојде и сестра ми? Ако тоа е... Ако она сака. Знаеш како порано, Кире Лазаров без бате Филип не оде нигде.
наумче Моисовски безбратно, како го крилото, не оде нигден. Така и у модерно време. Затоа прашувам сега, Бранкица без ангел нигде не оде. Да, така. Така, ама вие че рече не е само тебе сакам. Ако бива така, не бива тогаш. Не бива. Раскине договор. И што после спортска академија? Па, после спортска академија, факултет. Што? Па, уште конкретно не знам, имам време уште за размислување, така да. Не. Милион факултети има поврзани со спортот, некој ќе рече треса зелени вија, например, карикирам сега. Што знам, може да бидеш тренер, кошаркарски, чисто зборам, женски, машки, сега и жените се тренери на машки екипи, тоа нема проблем. Може да бидеш спортска медицина, докторкар по спортска медицина. Фалат стручњаци по спортска медицина, ево овој нашиот доктор Бошко, сиромавија 20 кусур општини обслужува затоа што нема доктори по спортска медицина. Може физиотерапевт од хајзно. Се што може да ти се случи, меѓутоа пак ти рече. Додека можеш, играј си кошарка, бидејќи времето не може да се врати назад. Само напред може да оде. Што очекуваш оваа сезона? Оваа сезона очекувам многу Сега правим оба за сениорска тим. Да. Многу добри резултати, па мислам дека сме многу добар тим и заради засилувањето што ни ги донеси тренерот и Американката е центар или? центар. Добро. Те имат тебе како златна резерва. Ај не кажам што ми каже еднаш. Ама ќе се го задржам мислењето за себе, ќе го кажам на најставно не е проблем. Колку е самоуверена Бранкица да видите, ама не смеам да кажам, че има правен проблем на девојчето. Сара може да одиграе на крилно-центарска позиција. Теа во нападот заедно со Софи и со Милица, значи имате квалитет, добро, Душица е тука исто така, кој што Да. од година во година напредува и тоа со големи чекори. Што правиме со М18? М18 имате перфектна екипа. Да. Меѓутоа изгубите Уштип. Прво. Да. Ама ќе вратиме дома, па секако. Колку разлика изгубите? Па 10. Тука 11. Треб до тепто, мислам. Да. Сите надпревари сега ќе ги играте во Јасмин. Да. М18, М16 Мислам дека исто си и они. исто во Јасмин, Да. така? Добро. Не знам сега за тоа, знам дека малку поригорозна е федерацијата за тие спортски сали што ги исполнуваат условите, не ги исполнуваат. М18 има ли шанса да, како е таму во на разигрувањето, до кај може да отиде? И има големи шанси да влезиме со тоа што треба или да бидам најгоре на табела или најдоле. Тие што сме средишни малце, потешко ќе оде, ама Тие се поизранети, нели? Да. Добро. Ако бидеме реално меѓу овие долните, треба да играеме со овие што се најгоре, Да. тие се малку појаки. Демек, ама за тоа ние ќе играеме да бидеме меѓу тие горните, за да добиеме послаб противник од овие долни Да. тука, така. Што мислиш, кој ќе година, ајде, баскет кам, велот непрекосновен, еве Паланка има солиден состав, од скопските екипи, кој може да се меша тука во борба за висок пласман? Па, искрено не знам. Играеме со Бадел, играеме со Вардар, вече Ремзете и мене како тимови не ми се нешто многу сјајни и сите имат повише Ги наша. јаде опцта, а? Повише имат наши играчи. Не. Мислиш домашно, не? Да. Добро, Бадел релативно секоја година тука некаде во врвот, како некоја традиција. МЗТ рековме нема некои заселувања. Вардар
може би малце на препотентност, да не ми се налути Аце Шаданов, ама знаете како е, Варда се обидел да направи нешто што го прави Чиро Лазаров со Алкалоид. Ги собира полека оние од репрезентацијата околу него и утре кажеш дое време, а вие од Варда ќе ги земеме децата, ќе ги заборави вие најште, како тебе, како Душица. Вие ќе си останете у провинцијата тука. Постои ли во Македонија, сега правиме молба за спортска академија средна. Постои ли во Македонија факултет како спортска академија? Само ДИФ. Добро, тоа е факултет за физичка култура, таман. Ова го прашав затоа што конкретно гледаме во соседството во Србија имаме спортски академии како печурка и растат, па таму имаш спортско новинарство, спортска медицина, спортско вакво, спортско такво, милион, значи, гранки, кои што на некој начин кажа, знаеш, ти утре, не дај Боже, еве се случува, се повредува кошаркар на 22-23 години и веќе ги закачува патиките на клин, вели, што се, ај ќе учам за тренер. Па не го влече тренерството, па ај сега ќе бидам инженер, се префонам на електро или на што знам, на фон. Првото такмица рековме играме на 18. Да. Термин уште не се знае, Да. па да ги поканеме, меѓутоа јас си земам за збор да ги поканам гледачите на 18 октомври, кога беа изборите на 19. На 19. Значи на 18 ден пред избори, ќе поедете у салата Јаспин, ќе навивате за вие нашите деца, кога велам наши деца, зборам за кавадарчани. Мегленова. Презимето? Браница. Од каде? Не, презимето е Мегленова. Од каде е потеклото на презимето? Па... Не си прашала изгледа. Не се прашала. Добро, не е специфично, нели, тиквешко, ајде да не речем кавадаречко, ама не е специфично. Меѓутоа, овие наши деца треба да се поддржат. Нашиот градоначалник има слух за спортската младина и знам дека секако, с оглед на фактот што ја спомнавме 4 репрезентативки во овој сегашен состав, може би повеќе, не знам. Теа Митрева исто така се бори за дресот на репрезентацијата. Сара едно време и она се беше во пошајов список, ако не се лажам. Како беше? Мартина и она е во репрезентациите. Така да лека полека и ние го прибираме тој репрезентативен крем. Оваа година кај има ли нешто најава за М18? Што, каде, како? Нема уште ништо најава. После тоа дори на крајот сезона. Сега тоа е. Јас се надам ќе си добиеш повик, покана уште еднаш, барем уш оваа последна сезона во М18, после ќе биде стара за нив. Да. И јас се надевам дека и останатите твои пријателки и роднини, односно сестра, оние што се дел од репрезентацијата, ќе добијат покана, а и оние што не се, дај Боже да добијат покана. Има ли проблем со судењето во Македонија? Има многу проблеми за тоа. Зошто што? Па, така конкретно заради... Имам еден пријател, Александар Видиков се вика, да му кажам да пренесе таму во судиската организација. Има ли судии што не ги бива? Јас сум како играч, така да немам право да му кажувам за нив. Искрено има некои така што ти кажа на заборава смртто кога работи. Ти кажа на почетокот, зошто изгуби ту Штип? Заради судиски одлуки. Сега тука нема шо, судиите се тука да слушат критики. Федерацијата е тука исто така да слуша критики, да прегледа, да види, да каже, чекај бе, тоа не го бива. Језда ништо не може да врате. Значи победата на, как се вика, Тимарена. Тимарена. Победата на Тимарена сега вика никој не може да му оспори. Меѓутоа може да го казне судијата заради грешки катастрофални
и да му рече ти баце, наредните 3-4 кола нема да судиш. Па ќе си го стави прстот на чело да рече и ја ќе изгубам колку таму моја дневницата од утакмица. Нема да суде, а не е тоа само во М18, него овие судиите кошаркарски сега судат се, М16, М18, Да. прва лига, втора лига, младинска лига, сениорски, не баш се, ама уреда. Ми одговори политички на прашањето за судиите, сакам нешто друго да ја прашам, ама сега бидејќи така ми одговори, нема да ја прашам за судиите. Александар Великов добар судија. Да, Јазда е наше као дрчанче, ама добар е, го бива. да. Добро. Овој росоманецот, партнерот на АЦ, Мене сите ми се добри. како се и- кажете? Еден од... Кој има партнер на АЦ у тандем шоута со него? Игор? Игор, од Росоман, за тоа прашувам Росоманец. Не ги знам така. Игор од Росоман и тој го бива. Имаме, знаеш што беше приказката? Покрај кошарката имаме и квалитетни кошаркарски суди. Имаме судиска организација, ептен квалитетна, као да речка. И навистина е штета, што Јан Бор згасна. Меѓутоа, што е проблемот со ова с девојчините, што некако женскиот колективен спорт во Кавадарци остана само на пробаскет. Па, Немаме женски фудбал. Има некои кадетчиња таму, професор Чиро Толов ги води. Женски ракомет немаме. Одамно му се дебат, му се меркат да направат женски ракометен клуб. Меѓутоа, после кабрана балажа, ништо наваму. Што е финтата со ова за вечините? па нема едноставно, нема тренери, нема услови за тренинг и... Добро, за тоа со условите се слагам. Меѓутоа, многу поинтересно му е да седне у кафче со телефончето во раката и сега чавам ја на тренинг. Чавам со другачките кафче пиеме. Нема врска, тие што има желба, тие што сака и може. Се сноđиш ли ти со слободно време? Имаш? Ја не. Немаш? Нема слободно време. Ич. Тоа се 2-3 сата, ама што се да одморам и да тргнам па на тренинг. Добро, сега правиме моабет за тренинзи, правиме моабет за школа, учење, што знам, правиме моабет за други обврски, не знам, часови по англиски, часови по клавир, часови, што знам, музичко, солфеж, играорци и ред други работи. Обично така се станува, се пополнува сето тоа и кога си дојдеш дома од 10:30, штрак у креветот и ставање дури се бајле. И утре па и ово наново, истото, иста песна. Имаш ли време за себе? За да излезеш со другарки? Па тешко ми се наоѓа време прво за мене, а после па за да Ти се испаднам. лутат ли другарките за тоа? Да. Човекот, ама мори бранките, ти с тие тренинги, Да, ми ти што било не мереш, дојдете да видите шо убаво е бе. Па, му имам кажано се, ама голем дел од нив и ме разбира, затоа што ми се голем дел од нив и другарки од спорт и од се. И логично се пронаоѓаат и на моите позиции. Сега вака, заборавив да кажам, цела емисија излафив, заборавив да кажам, ти си дел и од кошаркарската екипа на спортската академија. Да. Лани прво или второ? Второ место. Второ место, меѓутоа прва година. Да. Прва година учествува, освоив одма второ место у Македонија. Да. Оваа година има шанси. Има шанси. Секогаш има шанси прво. Добро, има шанси, меѓутоа сега, знаеш како, имаше шанси и лани, па не успеаме у финале. А оваа година дали има шанс тие да ги стегнеме малку повеќе? Оваа година има Ви сте се пак една година поискусни. Истиот состав сте, 90%. Си го продолжиме составот. Минатата година беме 8 или 9, со кој што еден соиграч ни се повреди и играеме само ни 7-8 девојчиња, кој што беше цела напорна нас, а сега има нови од спортската академија, прва година што се пишани, у тоа спаѓаат и Ангела и Ангела Јана. Меглено. Да.
и што ќе ни помогнат и ни да се одмориме, а и да издржиме финале и се друго. Добро, тоа сакам да кажам, ви сте една година поискусни, плюс новите, свежи лица, фаци, играчи кои што ќе помогнат у трчање, да одмориш и ред други работи. Една година екипата на гимназијата Добри Даскалов, мене ме чини беа први у Македонија и учествува на некое светско првенство во Белград. Да. Има ли такви работи уште се случуваат или? Чекаме да ни кажат, ни освоиме прво место на баскет 3x3 и треба... Кај беше? Тука во Кавадарци се одржа и освоиме прво место, дојдоа... Кои беа трите? Јас, Лиле Ѓорѓиева, Александра Богоевска и Бојана Сапунџиева. Браво! И сега кај треба дојдете? И сега чекаме да видиме дали ќе се отвори нешто за да одиме негде. Убаво, И да прошетаме. еве информација што не ја знаевме. Кога беше тоа 3x3? Па не знам, мај месец беше, кога беа разигравањата баш. Ама ова е на државно ниво. Да, да. Така? Да. Кој сака можеше ли исклучува овие спортски академии, клубови? Па беше од спортската академија, направиме еден тим, што како град го представуваме Кавадарци и... Тоа прашав, дали другите учесници се сите од спортска академија, од клубови или? Не. Едната беше од Скопје, тие што му се најдобри од Скопје, тие дојдоа... Значи, како репрезентација на град прават? Да. И дојдоа од Крива Паланка, со кој изводиме пак прво место и... Добро. Ето така, драги мои, значи, гостин на емисијата ми беше Бранкица Мегленова, наша домашна кавадаречка кошаркарка, репрезентативка, шампион, своевиден, во различни категории настапува, што се вика до вчера беше и М16, сега само М18 и сениори, меѓутоа и во 3x3. Покана до сите. Дојдете, бодрете ги, кавадаречките спортисти и спортистки. Не е битно со кој спорт се занимава. Битно е дека е наше кавадаречко. Така? Да. На Бранкица ќе посакам уште еднаш многу успех во сите полиња, а вас очекувам да ме видам на 18 октомври во салата Јаспин, ProBasket Battle, ќе ја видите и Бранкица, ќе ја видите и поголем дел од овие за кои што говоревме на вечерва. Што друго да ви кажам? Останете во добро здравје и во добро мисла. Се слушаме за 7 дена повторно со Спортот Дом со Вики.